Добар ден, господине Петар. Ви посакувам топло добри дојде во нашата телевизија. Морам да истакнам дека ми е особена чест и задоволство да разговарам денес со вас. Исто и на мене. Благодарам на покана и на можноста да се обратам вака преку Skype од безбедна дистанца. Фокусот на денешниот разговор ќе биде секако граѓанската платформа Македонски концепт, но претходно би сакала да се фокусираме и на некои други теми. За почеток ќе ве замолам да не запознаете со почетоците на вашата кариера. Кога знаевте дека ова е вистинската професија за вас? Па веројатно секогаш. Со оглед на тоа дека станав политички или партиски активист на мои 15 години, веројатно нешто ме мотивирало да се определам за таков тип на активизам. И тоа трае веќе колку? Повеќе од 25 години. Едноставно, активностите во делот на политиката ми се природни и некако ми доаѓаат природно да и ме мотивираат да работам, да создавам идеи, да презентирам тие идеи кои создаваме заедно од целиот тим. И Македонски концепт е плод на токму тоа, на идеја и на многу сериозно вложен труд. Моја, не само моја, него и на тим кој несебично се вложува и кој работи исклучително посветено да успееме да се факторизираме на политичка сцена или на некој начин на доволно е само да понудиме на граѓаните различност, за да на овие избори имаат и граѓанска опција. Дали денес, гледајќи на вашата успешна кариера, верувате дека го направивте вистинскиот избор секако на професионален план? Дали ми е вистински избор да го промовирам Македонски концепт? Не, господи, дали е вистински избор што сте вие во политички активен? Па да, зашто да не? Ја, пошто веќе помина многу години, јас поминав доста обврски и добри и лоши работи, се она што се доаѓа со тој активизам политичко, партиски, или како да го наречеме, не знам, веќе во Македонија се менуваат работите. Да, во секој случај мене ми е, јас сум задоволен на тој избор. Покрај тоа јас имам и професионална административна кариера, сум позициониран на највисока позиција во поглед на административните позиции во државата, што значи дека и таму имаме една успешна административна кариера. Понатаму работам докторат на УКИМ во областа на финансиите, јавните финансии, пред се јавното предприемништво, и тоа е нешто кое ми дава за право да сметам дека е доста успешно работам и на поле на науката. Со тоа што работам особено на тема која ќе биде не само моја валоризација или некаква придобивка за мене, него работам на тема која ќе биде решение на најгорливиот проблем за нашата држава, тоа е проблемот со функционирањето на јавната администрација преку една иновативна метода на јавно предприемништво како конечно решение и за тој проблем за нашата држава. И мислам дека тоа е еден и од клучните наши аргументи кои го истакнуваме во оваа предкампања, зашто граѓаните би застанале на наша страна и би не поддржале во нивниот избор. Ви благодарам, господине Петар, што не запознавте длабоко со почетоците на вашата кариера и секако истата низ годините на граѓанската платформа Македонски концепт. Ќе се навратиме повторно, само што има една тема што би сакала да ја разработиме, тоа се младите и политиката. Поголемиот дел сметаат дека не треба да посветуваат внимание и само мал дел нели посветуваат на политиката. Како вие го коментирате ова? Како да го промениме ова? Па сега ми го поставивте најтешкото прашање.
може би е доста слично на она претходното, али сепак на овој начин поставено е потешко да го одговорам, бидејќи јас самиот немам конечен одговор на тоа дали беше исправно или не на 15 години да се биде партиски активист или вклучен во политика. Зависи од секој индивидуално, веројатно. Колку се интересира и колку е мобилизиран да работи во таа област. Не го препорачувам тоа да биде базирано на клиентелистички основи, односно побудено од некакви краткорочни лични интереси. Го препорачувам тоа да биде секако случај доколку станува збор за идеолошки или политички убедувања. Ако некој млад човек природно или едноставно во себе го чувствува мотивот да биде дел од политиката, особено да сподели идеолошки убедувања за кои сака да ги наметне како мнозински во општеството, да го поттикнувам, треба тоа да го направи. Но доколку тоа го прави од ситни дневни интереси или на некој начин клиентелистички, буквално клиентелистички побуди, не, тоа е погрешниот пат. Денешното време младите имаат многу повеќе можности отколку на транзиционно време кога бев јас толку млад. И секој дека има сега многу повеќе можности да се работи, да се заработи достоинствено, да се постигне вистинско образование, без при тоа да се станува клиентелист на било на оваа или на онаа политичка опција. Она што не прави нас посебни различни, тоа што ние не форсираме битка помеѓу левица и десница, туку форсираме битка помеѓу новото и старото. Буквално македонски концепт е концепиран да понуди ново во политиката визави сето она старо. И тука може би доста млади ги предизвикува, ги мотивира, мобилизира и јас сум презадоволен од бројот на вклучени волонтери и активисти кои помагаат на нашите подготовки за изборната кампања која ни престои. Кога веќе сепак индивидуална одлука. Така, кога веќе сме кај изборите и професионалниот план би се надоврзала со граѓанската платформа Македонски концепт. Ве молам да не запознаете со идејата и почетоците на формирање на оваа граѓанска платформа. Запознајте не со инспирацијата на нејзиното создавање. Инспирацијата е бунт против естаблишментот, кој е поставен на начин да ја држи оваа држава и граѓаните заложници на лошата судбина која им ја предодредуваат, односно лошата иднина, се извинувам, која им ја предодредуваат политичарите, а не судбината. Фактички на некој начин политичарите стана судбина, лоша судбина на граѓаните, а од друга страна граѓаните самите тие ги бираат политичарите и бирајќи таков тип на политичари самите се бираме лоша иднина. И затоа и често кога ќе разговараме со луѓе зашто тоа така го направиле или подкрепиле тој тип на кандидати, они викаат па затоа што немаше во тој момент никој подобар. И тоа беше изборот меѓу едно и друго. Па еве сега вака мобилизирани и веќе сериозно многу организирани со 100 кандидати на листи на овие избори, ние веќе создадовме понуда за граѓаните која е различна, поинаква, граѓанска понуда и која им дава шанса да изберат, да не мора да бираат помеѓу две зла, него да изберат сосема поинакво однесување, во кое ние ги мобилизираме или мотивираме да бидат своји. Ниту наметнуваме идентитет, ниту бараме на тие што се приклучуваат кај нас да го изгубат или заборават идентитетот кој го носат во себе претходно, туку бараме да се организираме за да понудиме на политичката сцена поинакви актери. Сведоци сме дека естаблишментот не дозволува појава на различни актери на политичка сцена, кои не значи дека ќе бидат поквалитетни.
Меѓутоа, ние сме убедени дека има исклучително поквалитетни политички актери кои стојат на маргините на општеството, потиснати од тој естаблишмент, и преку оваа платформа Македонски концепт и сите оние што ги обработивме обработивме многу канали за комуникација со јавноста, им даваме неповторива шанса секој да го промовира собственото убедување или проекти или решенија за Македонија и да биде свој при тоа, да не прими идентитет во кој не е убеден и во кој не верува. Тука и она наша уникатност. Ние ги повикуваме луѓето својата омраза кон 30 годишното непримерно управување со државата и своите интереси легитимни за иднината и за своите деца, да ги пренасочат во акција која е во насока на преземање на контролата врз сопствената држава. Државата да ја дадеме, да биде државата на народот, да се ослободиме од стравот кој владее кај нашите граѓани од политичките елити. Последната анкета на NDA покажа дека на Балканот македонците сме најисплашени од политичарите, косоварите се најслободни, ние сме најисплашени, за жал тоа се уште постои. Никако да разбериме дека граѓаните се потребни на политичарите, а не политичарите на граѓаните. И тука, ако успееме преку еден иновативен пристап, преку еден така, да кажам, оптимистички пристап, каде што не шириме омраза, гнев кај граѓаните против оваа или онаа политичка опција, него бараме да се определат за себе, за сопствената иднина, да гласаат за нормална држава, за држава на граѓаните, а не да гласаат против овој или против овој. Со тој поинаков пристап, јас мислам дека постепено, можеби на почеток звучи тоа премногу ентузијастички и едноставно, но верувајте ми, од моето повеќе од 20 годишно искуство во политиката е вистина едноставно и убеден сум дека тоа ќе успее и дека ќе успееме да испромовираме нови политички актери кои до наредните избори кои би се случиле некаде 2022 година ќе понудат сосема поинакво политичко поведение и ќе ја зголемат нашата шанса за многу посилен, поорганизиран и веќе со повисоки очекувања настап. Така да, јас сум оптимист дека ова кое сме го наумиле, тоа што не мотивирало да го создадеме македонски концепт, а тоа да бидеме различни, ќе успееме да го презентираме. Господина Питер, ви благодарам за деталниот одговор, со кој што го дадовте и одговор на моето наредно прашање, а тоа е секако целта. Меѓутоа, многумина велат, за да ја реализираме нели целта, потребен е план. Ве молам, представете го вашиот. Па нашиот план е да употребиме најсовремени методи на политичка кампања. Тука најмногу доаѓаат мас-медиумите и социјалните мрежи. Волонтери и активисти кои се подготвени да помогнат, тоа се пред се млади луѓе, кои се во моментов најагилни и најажурни. Ќе употребиме најголем степен на герила кампања. Таргетни се големите градски центри. Не запоставуваме ниту еден гласач, нека биде било кое село, меѓутоа многу тешко со ограничени ресурси се доаѓа до секој еден гласач во Македонија. И многу е битно да го предизвикаме тој, јас го нарекувам, најголем политички земјотрес во земјава после 1990 година и осамостојувањето, а тоа е промена на елитите во политиката, а со тоа, бидејќи кај нас е се конектирано со политика, да ги промениме елитите и во други сектори, не само политиката. Гледаме да излеземе во пресред на емоциите на граѓаните кои се многу силни и кои се манифестираат сега со една голема апатија, разочараност,
не само ке младите, ке сите кои не сакаат да излезат да гласаат. За нас е тоа најголемиот противник. Да ги убедиме прво да гласаат граѓаните, а многу полесен противник ни се СДСМ или ВМРО ДПМН. Па така, доколку успееме да објасниме дека еден да излези на гласање, ќе избере 20 пратеници, дека нема во овој случај лимити, цензуси и така натака, тогаш секој треба да се добро да размисли зошто би се себе исклучил од одлуката, донесување на одлука за себе си и за своите деца. Ако јас често употребувам една реченица која опишува пластично состојбата, доколку на господинот Заев му верувате дека ќе донесе правда во земјата, да гласате за него, доколку за господинот Мисковски верувате дека ќе донесе некаква си национална гордост, враќање на старото знаме, име и не знам што, тогаш гласајте за него. Но доколку сте освестени конечно и знаете дека ниту еден ниту друг ќе донесе тоа што го очекувате, тогаш добро размислете за кого ќе го дадете својот глас и добро размислете дали бројката 10 е опција за вас. Тоа е она кое ние го упатуваме како порака, бидејќи ние понудуваме сосема поинаква политика, а тоа е политика која нема да дозволи продолжување на непримерноста во собранието, промовираме пратеници и волонтери. Понатаму нема да дозволиме создавање на влада доколку зависи од наши пратеници и наши гласови. Се додека не се донесат измени на изборните закони, измени на изборниот модел, измени на законот за политички партии и сето тоа да биде, тоа е сето верувајте еден предуслов како да го срушиме монополот на веќе воспоставена елита, а да дадеме шанса на секој во иднина подеднакво да учествува во политиката. И она што ме прашале дали вреди, да, секој што сака без страв да учествува во политиката, да настапи на политичката сцена, да добие еднакви шанси за настап на политичката сцена и ако е најдобар актер, тоа што е да ја преземи управувачката палка во државата. А не да биде уценет или ограничен во своето действување од веќе воспоставени разни елити кои се често поврзани со мафија, со бандитски групи во политиката, со бизнис, непримерни интереси, кои се често насилни најмногу кон бизнисот и бизнисмените, не толку кон граѓаните, меѓутоа сето тоа е нашиот најголем мотив и различноста која не прави и она што го бараме да го препознаат граѓаните. Би сакала да се надоврзаме на пораката и секако околу тоа што ве прави различни, зошто вие сте вистинскиот избор, да конкретизираме за јавноста. Па бидејќи ние повикуваме на нормалност, на промена на ова денешна реалност и ние повикуваме на зачувување на идентитетот на секој оној кој е не само кандидат на нашите листи, него и зачувување на се ќе промовираме и проектите, ќе забележите во самите проекти на уникатност и ќе забележите дека нема воопшто да користиме, или ниту сега не користиме флоскули или филозофии во политиката, туку само конкретни проекти кои ќе бидат најголем влог за нашиот образ понатаму. Секако дека јас не сакам да дојдеме до позиција кога мојот 25 годишен труд во градење на доверба во политиката и стекнување на искуство, да го изгорам за 25 минути после изборот на овие избори, да се откажеме од сето она во кое веруваме и да прифатиме непринципиелности против кои се бориме. Всушност, јас и со лично поведение докажав дека сум човек кој обстојува на своите принципи и вредности.
Многу често без проблем знаам да напуштам и високи позиции, комотни позиции, многу силно платени работни позиции, доколку тие се спротивни на моето убедување и визија како понатаму за Македонија. И тој кредибилитет на пркост и на неприфаќање на комодитет, при тоа да мора да направиш компромис со своите убедувања, односно во изборот помеѓу комодитетот и убедувањата да ги избереш многу често и многу пати досега во годините наназад убедувањата, а да си скратиш личната комоција, тоа е тој кредибилитет кој е веќе докажан дека треба да бидеме поддржани, да на база на тоа направиме буквално политички земјотрес кој ќе промени политичката карта во земјава. Господине Питер, ви благодарам за одговорот. Сега би сакала да се посветиме околу членството. Најпрвин ќе ве замолам да објасните на јавноста кој може да биде член на оваа платформа Македонски концепт. Дали треба некои услови да се исполнуваат или пак не? Се е оставено на индивидуална желба. Имаме еден линк кој е единствен начин на оставање на податоци за комуникација. Немаме членство или буквално организирање на членови, затоа што ние не бараме и на тие кои ни се приклучуваат во Македонски концепт да ги напуштат своите членувања во било која политичка партија. Секој може да си го запази својот идентитет кој си го носи во себе претходно, а да биде дел од Македонски концепт. Затоа што ние викаме дека на македонското општество е потребно деидеологизација или за почеток да ја наметнеме идеологијата на здравиот разум. А тек после тоа, после процес на интеграција во Европската Унија и длабока европеизација на нашето општество, да веќе зборуваме за вистинска поделеност, на идеолошка поделеност помеѓу нашите граѓани. Од тука ние и самите листи се граѓански од индивидуалци кои се само пријавија да бидат дел од тие листи или кои беа поканети од наша страна како врвни стручњаци, еве веле се во тројката, на нас носител во изборна единица 3, ние професорот Војо Беловски од правниот факултет во Штипскиот универзитет. Беше поканет да ја води изборната листа како човек докажан борец против криминал, како човек кој предава право, како човек кој го едуцира младата популација во изборната единица, како човек кој може да даде многу поинаков придонес од она што сме навикнати да ги гледаме како поведение на пратениците во парламентот. При тоа професорот не подпиша никаква пристапница или било што. Така да немаме ние ниту меници со кои ги уценуваме идните пратеници да бидат лојални на личности. Ние инсистираме на лојалност кон идејата, кон убедувањата, кон она кој не мотивирало да излеземе и понудиме опција на изборите, а не лојалност кон личности или лични интереси. Така да се надевам дека ќе обстоиме така и после изборите и дека таа доверба од неколкумина пратеници толку силно ќе ја валоризираме, веќе верувајте огромна моќ се само неколкумина пратеници, иако партиите кои имаат многу пратеници ништо не придонеле, но ние со малкумина ќе направиме толку силна факторизација што на наредните избори граѓаните ќе дадат огромна, 10-кратно поголема поддршка. Одлично што не запознавте и со дел од моменталниот ваш тим. Дали може нешто повеќе околу нивната меѓусебна соработка, тимска работа, се како изгледа еден ден на нивна меѓусебна релација? Тука морам да бидам искрен дека е потешко, бидејќи станува збор за индивидуалци кои имаат свој собствен интегритет. Визави мојот претходен активизам внатре во политичка партија во кој индивидуалниот интегритет или индивидуализмот го крши самата политика, самата партија, не го охрабрува, туку го руши. И е многу полесно
да водиш кампања со партиски војници, визави да водиш кампања со силни индивидуалци, со силни професии, но па од друга страна е многу поинтересно и многу повозбудливо и предизвикувачки. Секој од нив има свој посебен пристап кон своето место каде што доаѓа или каде што е кандидат во која изборна единица. Секој од нив има свој гледање на работите, секој се бори за својата вистина. Но јас сум горд што баш вчера имавме една онлайн комуникација, координација со прека 70 луѓе, активисти кои се кичмата на изборната кампања. Секој од нив е човек кој ги разбира централните пораки, ги разбира стратегијата за кампања, комуникацијската стратегија, но при тоа секој е оставено и од наша страна индивидуално да изгради свој тим за презентација и да изгради автономен пристап кон граѓаните, онака како што мисли дека во неговата микросредина ќе биде подобро да пристапи, без да биде обседнат со некои си централни задолженија, или пак ние да му наметнеме таргети на број на граѓани кои мора да ги мобилизира во изборна кампања, нешто што е пракса од политичките партии. Че ние буквално оставаме се на представување пред јавноста, преку медиумите, социјалните мрежи и индивидуалниот пристап човек на човек. Тука централно место имаат секако кандидатите, но не само они, и огромен број други наши активисти кои се подготвени да помогнат на секој од овие кандидати. Јас сум задоволен од нивната меѓусебна соработка во секој случај. Ви благодарам, господине Петар, за обширно одговорениот одговор. Овде некаде би сакала да го привршиме овој видео разговор, чиј што цел секако беше граѓанската платформа Македонски концепт. Ви благодарам што ги споделивте идеите, целите и насоките. Ви посакувам да останете во добро здравје и исто така ви посакуваме многу успех. Благодарам многу и што ви посакувам јас да останете безбедни во оваа корона криза, и вие лично и вашите гледачи. Мислам дека за кратко време ќе ги надминеме и политичката криза во земјата и здравствената криза. Благодарам уште еднаш и поздрав, се најдобро.